Жените биле, се и ќе бидат исклучително важна и моќна движечка сила во општествата, особено во најтешките и безидејни моменти. Со нивното индивидуално и колективно функционирање во различни сфери, а се во интерес на подобар општествен, културолошки и цивилизацијски развој, допринесуваат за културолошка, економска и политичка еманципација, не само на жените, туку и на целото општество. Лидерските способности, споени со емпатичноста, одлучноста, упорноста, мотивацијата и бесстрашноста, ги карактеризираат жените за со одлучна и навремена реакција да создадат позитивен општествен развој. Жените низ историјата биле водачи и креатори на иднината, од антиката преку Клеопатра VII и Лидија од Македонија, Зоја и Теодора во средновековието, потоа војводите и учителките во востанијата, па се до мајка Тереза. Сите покажале исклучителна истројност во борбата за подобра иднина. Да се подсетиме на дел од многуте жени кои допринеле за подобро место на жената во општеството во Македонија. Алексова Блага, археолог, ја открила најстарата христијанска црква во Македонија, старата епископска базилика во Стоби. Била нарекувана првата дама на македонската археологија. Алексова Рајна, првата жена фармацевт во Македонија. Фармацевскиот факултет го завршува во Лозана, пошто не добива дозвола за работа, бидејќи турските власти не дозволувале жени да вршат аптекарска професија. Откако добила дозвола да работи како аптекарка, работела во Битола во аптеката на својот брат, која подоцна ја откупува и работи таму до низиното пензионирање во 1944. Ацева Доставера, станала членка на КП во 1940 година. Учествувала на првото заседание на АСНОМ во август 1944 и била дел од президиумот. Од 46-та до 48-та била председателка на АФЖ, кога станува градоначалничка на Скопје. Низ животот била министерка за земјоделство, претеничка во собранието на Народна република Македонија и на СФРЈ. Носителка е на орденот Народен херој на СФРЈ и на СРМ. Боја Џијатина, маратонка во пливање. Таа е единствената жена во светот што го препливала Средоземното море и каналот Ла-Манш. Бошкова Марија Мери, доајен на македонската актерска уметност, првенка на МНТ која игра главната улога во првиот македонски долгометражен игран филм Фросина, како и првата македонска комедија Мирно лето. Божаровска Вера, писателка и публицист. Незиното писателско творештво започнува во 1962 и се состои од над 40 прозни и поетски дела, во чиј центар е жената и незината положба во патриархалното општество. Влахчева Славјанка, првата образована медицинска сестра во Македонија. Била активно вклучена во борба против маларијата и го основа училиштето за медицински сестри во Скопје, 45-та, каде била и негов прв директор. Гинова Мирка, таа е деец и борец на македонското национално ослободително движење. Во 45-та се вклучува во редовите на НОП и илегално действува по Воденските и Меглинските села. Била секретарка на АФЖ за Воденскиот округ. Заробена од грчката војска, била осудена од воениот суд во Еничевардарско, а подоцна истрелана. Ѓорѓиева Румена, Румена војвода била опеана во повеќе македонски народни песни како планинска царица, затоа што била мачена сред село, била ајдутка со својата чета и предизвикувала страф и трепет кај османлиските власти. Естрија Овадија Мара, таа е припадничка на еврејската заедница во Македонија, но и народен херој на Југославија. Непосредно пред депортацијата на македонските евреи заминува во илегала. Загинува во борба со бугарските окупаторски сили. Ицева Салџиева Нада, падобранец и падобрански инструктор. Скокала со падобран 1150 пати во разни дисциплини и освоила бројни првенства низ Југославија. Поставила неколку апсолутни републички и државни рекорди и е избрана за најдобар спортист на Македонија во 1956-та. Јашар Настева Оливера, првата жена редовна членка на МАНУ. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, а докторирала на темата Турските лексички елементи во македонскиот јазик. Работела како редовен професор. Во 1979 е избрана за членка на Турската академија на науките и досега е единствен член од Македонија. Јотич Оливера Вера, таа е народна хероина од Скопје, деец на КПЈ.
верејоцить воедно и воспеана во прочените песни Очи и љубов од Ацо Шопов. Прогласена е за народен херој на Југославија од Македонија во 1951 година. Лахтова Ката била учесничка во НОП и по војната извршувала повеќе политички и државни функции. Лахтова, меѓу другото, била председателка на Конференцијата за општествена активност на жените, членка на секретаријатот на Сојузниот одбор за општествена положба на жените во Југославија, делегат на Собранието за СР и првата и единствена председателка на Собранието на Република Македонија. Малинска Веселинка во 1936 станува член на КПЈ, а во 1939 во Белград се приклучува во непартиското феминистичко движење Женски покрет. Била главна и одговорна уредничка на Македоника, првиот женски весник на македонски јазик. Била уредник на Нова Македонија, директорка на Радио Скопје, председателка на ЗНМ, членка на председателството на ЦК на СКМ, председателка на Универзитетскиот совет на Извршниот совет на Собранието на СРМ, пратеничка и членка на председателството на СРМ. Носителка и на партизанската споменица. Милосавлева Олга, балерина, балетски кореограф и педагог. Балетското училиште го завршува во Скопје. Била дел од првата генерација балетски уметници кои го формирале балетот при МНТ од 49-та до 97-та, а и негова директорка во 2 мандати. Кореографка и авторка на првиот и единствен македонски балетски филм Лабин и Дојрана. Се вбројува меѓу најплодните кореографски имиња на нашата балетска сцена. Налча Калипсо, првата професионална актерка во Македонија. Налча била пианистка, но професионално работела како диригентка. Николова Ѓоргиева Невена Дуња, припадничка на младинското синдикално и работничко движење меѓу двете светски војни. Организатор и учесник во оружјеното востание во Македонија во 41-та. Со своите 16 години била најмладата партизанка во првиот скопски партизански одред. Во мај 42-та, во отсуство била осудена на 7 години строг затвор. Во септември 42-та станува борец на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов, загинува во судир со бугарската полиција и контрачетниците кои, откако тешко ја раниле, ја отсекли главата. Плавева Роса, активистка за еднаквост на жените. Била родена во Велес, каде работела како шивачка. Се приклучила на социјалистичката организација, па воедно и организирала состаноци на жени во нејзиниот дом, каде дискутирале за дискриминацијата на жените, можните кампањи за правата на жените и ги критикувале заболувањата на муслиманките. Плавева и нејзините колешки барале еднакви плати и се бореле за правото на глас на жените. Спировска Мена Менче, првата академски образована ликовна уметничка во Македонија. Спировска била првата графичарка во Македонија, пионерка во модерната уметност, а главно работела дрворез, како и цртежи во кои комбинирала различни техники и уметнички правци. Женскиот елемент бил нејзината главна карактеристика, прикажувана во женски ликови и актови. Станковска Бранка, радио и ТВ спикер и водител. Во македонската радиотелевизија го поминува целиот работен век, 1948 до 1987. Незината најава на првиот телевизиски пренос од Црн врв на 5 јуни 1964 е почеток на програмата на ТВ Скопје, емитувана преку сопствената телевизиска мрежа. Неколку месеци подоцна, на 14 декември, Станковска ги читаше вестите на првиот телевизиски весник, со што започна емитувањето на редовната програма на македонската телевизија.